Без обучени пожарникари и со застарени теренски возила. Вака работат пожарникарните единици широм земјава во кои последниве години поранешната власт нема инвестирано речиси ништо. Кој научил нешто, научил само затоа што отишол на обука во странство, но со пари на невладени организации. Останатите се без никаква обука и се снаоѓаат како можат. Ова е кадрот кој во моментов води битка со огнената стихија што деновиве се случува низ Македонија. Но проблем е и недостатокот на луѓе. Според пензионираниот командар на битолската единица Костадин Поповски, во Македонија има помалку од 800 пожарникари, а на 2 милиони население потребно е минимум 1250 пожарникари. Сметнам дека самиот систем и самата организираност на оваа служба треба да претрпи тотален ремонт. Во која смисла? Во смисла на организираност, поставеност. Гледаме и слушаме информација од сите субјекти, од сите страни, дека се вклучени професионалните пожарникари, се вклучени доброволните друштва, се вклучени работни организации, али никој не прашува колку е нивна степен и обука и осposobeност и знае и ги има тие лица. Пензионираниот пожарникар вели дека шумските пожари се најопасни во однос на заштитата на населението, бидејќи тешко се лоцираат и контролираат, а последниве години власта на СДСМ и ДУИ не направила ништо. Поповски уверува дека пожарникарите немаат теренски возила за на планина. Неколку возила се обезбедени од странски донации, а надлежните од минатата власт ниту инвестирале во опрема, ниту во кадар. Малку се број на единици кои што набавиле од дали преку разни проекти или донации нови возила, се е тоа за старена опрема или пак опрема добиена од донација од странските држави. Инаку, единствениот центар за едукација и обука на професионални пожарникари во земјава, во Битола, кој е основан пред 10 години, според сите европски стандарди, веќе четврта година не може да врши обука и зја е празен. Според ланскиот ревизорски извештај, платите на пожарникарите се ниски, а недостасуваат 430 пожарникари во цела Македонија. Дел од пожарникарите започнале постапки пред надлежните судови, кои завршиле со пресуди во нивна корист. Во периодот 2017 до 2022, од страна на општините кои биле опфатени со ревизијата, за судски и адвокатски трошоци исплатени се речиси 148 милиони денари, стои во извештајот за лани. Исто така ревизорите констатирале дека несоодветната обученост на силите за заштита и спасување ја намалува ефикасноста при пожарите на отворено.